Од самиот почеток на работење, знаев дека сакам нешто повеќе од тоа што почнав во тој момент на некоја позиција во продажба и секогаш се стремев за нешто повеќе. Човечките ресурси се нешто најбитно во нашето работење. Ние може да имаме, најдобри канцеларии, најдобри производи и така натаму, но доколку ги немаме луѓето, сето тоа ќе го процесираат, информациите ќе ги пренесат до нашите клиенти, сметам дека нема никаква вредност. Секогаш не е само да ја поставиме целта. Целта ќе ја поставиме, ќе дефинираме добро, ќе ја дефинираме целта, но по мене е клучно е преземањето на акции. Продолжуваме со сериите на подкаст на Кариера МК и Brain 3. Јас сум Дрита Зечири, заедно со Најле Лези, собственици на Brain 3, го водиме овој подкаст и сега продолжуваме со еден многу успешен гостин, да кажеме пак ни е многу големо задоволство, пак жена ни е тука со нас во серијата. Маја Станковска-Костова, генерален директор на Кроација осигурување живот во Македонија. Добро дојде, Маја. Добар ден, добро ве најдов. Благодарам за поканата. Маја, многу ни е мило и сега јас ќе почнам со едно прво прашање, вака може од мој аспект, како жена, вака што постигнала многу во живот, се надевам дека си горда на тоа, но кажи ми дали тоа ти бил животен сон од кога си била дете, да си постигнеш, да си направиш кариера во животот, или животот течел така и те водел кон тој пат? По мене без постување на цели не знаеме точно каде одиме. Клучно е да знаеме кај е нашиот пат, односно која е нашата цел. Кога дете сигурно дека не сум знаела дека ќе сакам да работам во осигурителна компанија, но не така бил мојот пат, да кажем, во однос на образование. Сум се насочила кон економија и понатаму самото имав можност да почнам да работам во Кроација осигурување живот, каде што ја изградив целата кариера. И од самиот почеток на работење знаев дека сакам нешто повеќе од тоа што почнав во тој момент на некоја позиција во продажба и секогаш се стремев за нешто повеќе. Никогаш не се воздржував да научам нешто, да направам нешто повеќе од тоа што беа моите задачи, моите обврски. Јас, например, како дете, од секогаш, од 8 оделение, да кажам, кога ме прашувале што сакаш од животот, сум викала сакам моја фирма. Сега во тоа време, например, бил часопис, пошто нели беа многу интие, некои тини такви, но сега нормално се менуваат интересите. Дали исто било и кај тебе? Дали си се гледала, да кажам, во тој аспект дека ќе постигнеш нешто во живот, мислам, ќе имаш таков голем напредок или може не било очекувањето, туку со работа си постигнала до тука кај што си? Да, секој очекување да ми беа во финансискиот сектор, секогаш ме интересирале, значи финансиите во тој сегмент и образованието, и секогаш моја желба било да се најдам некаде во некоја финансиска институција како што сум сега, но секако без напорна работа не се стига не се успева ништо, така да сметам дека напорна работа, понекогаш па и нека малку среќа се поклопат некои коцки каде што да стигнеме, да успееме да постигнеме некои успеси. Па се вика дека вредни луѓе и храбри луѓе ги прати среќата, така што тоа се заедно. Маја, кажи ни нешто повеќе за себе, значи во неколку реченици или црти. Ти си сега генерален директор на една голема компанија, меѓународна компанија. Како беше твој пат? Кој беше тој пат? Како стигна до тука? Дали веднаш дојде на позиција или имаше одредени чекори на постигнување? Да. Сосема случајно се најдов некако во компанијата во Кроација осигурување, каде што за почеток почнав од една позиција во продажба, каде што сметам дека и продажбата е клучен сектор во осигурувањето, односно таму е крвотокот, таму се случува се. Ние како продажно ориентиран сектор, продажна компанија, е битно да ги знаеме потребите на клиентите, таму се учи најмногу. Тоа беше мојата прва позиција, но секогаш барав нешто повеќе. Се интересирав за што се случува и во другите сектори во компанијата, имав можност да учам и тоа може да кажам дека ме одржа во компанијава. Веќе 15 години сум тука во истава компанија. Секогаш имав можност да учам, добивав навистина поддршка од моите претпоставени, добив шанса да научам, тоа го прифатив како можност. Упорно работев, поминав низ скоро сите сектори во компанијава, за веќе 5 година сум генерален директор на Кроација осигурување живот.
Одлично. Значи 15 години ретко можам да слушнам дека некој 15 години е во иста компанија или фирма, да кажеме. Оно што јас слушнав дека и самата компанија даваше можности да напредуваш, али од друга страна и ти беше спремна да прифатиш и да се развиваш. Што е тоа што прави разлика во компанија Кроација осигурување? Кои се тие обуки или можности кои се нудат? Да. Ние како компанија вложуваме многу во кадарот, значи тоа е наша клучна цел и секогаш се стремиме да имаме компетентен кадар. Тоа сметаме дека не прави конкурентни, ни дава додадена вредност, значи на таков начин креираме вредност за нашите клиенти. Додатна вредност ви е компетентни. Компетентни или компетентен кадар, сметаме дека човечките ресурси се нешто најбитно во нашето работење. Ние може да имаме, не знам, најдобри канцеларии, најдобри производи и така натаму, но доколку ги немаме луѓето, сето тоа ќе го процесираат, информациите ќе ги пренесат до нашите клиенти, сметам дека немаме никаква вредност. И континуирано вложуваме во нашиот кадар. Тоа имаме и посебна служба која се занимава само со едукација, Кроација Академија, која што единствена задача има едукација. Континуирано имаме специјални обуки за нашите вработени. Дали се тоа стручни обуки за знање или имате плюс за soft skills или таки некои меки вештини, комуникација? Бидејќи ви имате директно, вашите луѓе директно имат работа со клиенти, да кажеме. Колку е комуникација битна во сето тоа? Обуките се комбинација. Прво мора да знаеме техничкиот дел, значи нашето работење, тоа е основа, но континуирано вложуваме во soft skills. Тука комуникацијата со клиентите, како да се пристапиме, како да се комуницираме и не само со клиентите, значи самата комуникација внатре во фирмата. По мене комуникацијата е многу битна. Значи интерна комуникација и надворешна комуникација, да. Тоа значи дека, мислам, примате квалитетни луѓе, бирате луѓе, меѓутоа и вложувате, и тоа дава резултати и прави разлика. Има и конкуренција. Како се носите со конкуренција? Што е тоа? Зошто луѓето да ве изберат вас, да кажеме? Да, секако има конкуренција во сите сектори и во нашиот, но тоа што го возможуваме на вработените, прво бираме квалитетен кадар и кадар во кој што препознаваме можност за развој. Даваме многу, значи се вложува во луѓето, ги едуцираме и се до тоа се враќа кроз некоја вредност. Имаме навистина простор за раст и развој на луѓето и тоа го препознаваат вработените кај нас. Значи се гради една средина на доверба, средина на почит, заедно задоволство и се тоа на крај вродува со плод и задоволство на вработените и задоволство на клиентите. Значи тоа потенцирате дека е битна задоволството на вработените и градење на односи внатре во компанија, кое со додатни едукации, додатни напори се постигнува. Маја вака, мислам, и постои една изрека, не се продава производ, се продава емоција. Еве ќе тргнам од мене кога слушнав дека ќе ни бидеш гостинка и Кроација осигурување, кај тоа мене тригерира емоции. Бидејќи јас Кроација, Хрватска сум поврзана, таму сум родена, расната, формирана, дел од семејството ми е таму. Од друга страна и како компанија Кроација осигурување нешто тригерира кај мене, бидејќи мојот покоен татко беше лојален на таа компанија целиот свој живот. Па да прашам, колку се емоции важни во работа? Колку сметате дека емоции се исто толку важен фактор во деловниот свет? Да, како што кажавте, емоциите тригерираат кај вас некои сеќавања. Тоа се случува континуирано, значи емоциите се составен дел од нашиот живот, дали приватен деловен живот. Емоциите се клучни во работењето, дали тоа носење на одлуки, тоа некош велиме ќе донесеме одлука, така чувствувам дека треба да биде, или ќе донесеме одлука врз состава одредена анализа, емоциите имаат влијание. Како што кажавте, емоциите постојат и кон клиентите. Значи со клиентите комуницираме, развиваме некоја врска, некоја емоција, таа доверба која што се гради со нашите клиенти. Тука исто значајна улога играат емоциите, поратаму исто така и во управувањето. Че знаеме дека особено е клучна емоционалната интелигенција во однос на водење на тимови и градење на доверба, доколку имаме средина во која се базира врз основа на почит на вработените, доверба, тука веќе имаме една силна организацијска култура се создава, која што понатаму креира дополнителна вредност.
таква култура во која што се работи, имаме лојални вработени кои што се иновативни, проактивни, преземаат ризици во настока на развој на компанијата и сето тоа на крај се рефлектира со задоволни клиенти и профитабилна компанија. Да, бидејќи од моје искуство, бидејќи јас работам и со едукација и такви видови и со менаџирање, стрес менеджмент и менаџирање со емоции, често слушам дека емоции се не битни или не. Меѓутоа, од тоа што сакам да кажам дека е многу битно да освестиме прво кај себе како функционираме и емоции треба се некој компас кој ни водат и многу е битно и да знаеме да менаџираме што го кажа и самата тоа. Така што како е во вашата корпорација осигурување Life? Дали вложувате и во тој дел кај вашите вработени? Како да менаџират со стрес бидејќи во денешното време, во динамично време и стрес е еден многу голем фактор кој е присутен. Да, тука секако, особено на менеджерски позиции, имаме таков тип на едукација која што стадно се работи на личниот развој на вработените. Тоа сметам дека е многу битно како менаџерите ќе управуваат со своите луѓе, како ќе се развиваат менаџерите како личности и од тоа сепак зависи и квалитетот на работната средина во која што работи. Маја, кој бе предизвикувачки ситуации? Дали имаше во таа твоја кариера, да кажеме, во оваа компанија 15 годишна, кога имаше некои така предизвикувачки ситуации, како менаџира, како се носеше со тоа? Што направи? Дали може да оделиш некоја која е малце поспецифична, која можеби ја памтиш повеќе? Што имало влијание? Да, за да се помине тој момент. Предизвикувачки ситуации секогаш има, че во работењето секогаш има некои ситуации кои што се непознати во тој момент за нас. Затоа ни прават можеби стрес дека секако да се соочиме со таа ситуација. Ја како предизвикувачка ситуација ќе споменам 2020 короната, значи јас неколку месеци кога што презедов позицијата генерален директор се случува пандемија, затварање, а ние сме компанија која што е продаж ориентирана, кај што клиентите не доаѓаат кај нас, ние треба да ги посетиме. Значи во таква ситуација дојдовме ситуација да едноставно имаме како понатаму, што ќе правиме понатаму. И тука според мене треба да се остане при себе, но да види кои се можеби у таа ситуација има некои можности. Значи не е се лошо, значи можеби е предизвикувачка ситуација во која што може да научиме некоја лекција да станеме посилни. И во таа ситуација со тимот изнајдовме добро решение, се преорганизиравме, направивме некои промени кои што дел од нив се уште ги практикуваме. Че таа ситуација не донесе некој бенефит понатаму. Она што разбрав дека да прифатиме ситуација и да се ориентираме изнаоѓање на решенија наместо на обвинување или на барање на пречки. Многу убава порака, тоа е она што ние го правиме и во коучинг, значи идентификување на сегашна ситуација, посакувана и ресурси кои ни се потребни за постигнување. А како Маја комуницира самата со себе? Што си кажува? Кои се тие поруки кои си даваш за да бидеш дали е тоа мајндсет, начин на размислување која те прави успешна? Па да, секогаш мислам дека секој менеџер си наоѓа, секоја личност не мора да биде менеџер си наоѓа свој начин на размислување како сам да се мотивира. Бидејќи ние кога се грижиме за тимот, пробуваме да ги мотивираме, разговараме со нив, но според мене кога си повисоко нема кој нели седиме да споделиме во дел на мотивација. Така да секогаш си наоѓам нешто што ме мотивира. Океј, сум поминала доста работи, можам, тоа сум го направила, зашто да не направам нешто следно. Секогаш си ме мотивира успехот и ме мотивира дека нешто сум завршила. Кога ќе завршам некоја работа, особено нов проект, нешто, тоа е огромно задоволство и тоа е мојот мотив. Значи, наоѓаш тие позитивни искуства и црпиш енергија и сила од тоа. Што убаво онака баш ми дојде, ние сами себе или се мотивираме или се саботираме на некој начин. И многу убава порака и до младите повеќе да се мотивира, да видат оно што успешно. Секој човек има во својот живот што направил успешни работи и фокусирање на тоа и црпење енергија. Тоа е многу позитивен ресурс. Има и, мислам, сега постои последно, уште повеќе од порано, нели, burnout, како да кажам, како
проблем. И сега успешните луѓе, нели, многу е динамично време, се е многу стресно и промените се многу големи, па нели луѓето треба некако да си го најдат балансот. Тоа е една од најпотребните, да кажам, работи кај успешните луѓе, како да го балансират приватниот и професионалниот живот. Па може ли да ми кажеш што правиш ти, на пример, за да ти биде полесно да го постигнеш овој баланс во твојот живот? Да, тоа е вечна тема, колку време одвојуваме за дома, колку време одвојуваме на работните обврски. Особено кај жените. Така. По мене е битна организацијата и да бидеме доследни на тоа што го испланираме. Времето е ограничено, во рамки на тоа време кој што имаме треба да предвидиме некој план на активности и да го почитуваме тој наш план, односно сами себе се почитуваме во тој дневен распоред. Некои работи може да ги некој што да кажеме не, јас тоа не можам да го завршам денес, ќе го одложам. Дали е приватна врска или деломна врска, ќе се одложи за некој период. Јас нотификации за мејлен телефон имам. Значи секогаш си имам некој план како се не би сакала да нотификациите да ми го пореметуваат вниманието да ми го одвлекуваат во одредени моменти. Треба бидеме реални према себе колку можеме. Че да не си ставаме премногу товар кој што на крај ќе не направи само непродуктивни. Значи, ако ставаме, да кажам, некои граници, исто може да бидеме успешни, ама со тоа што да имаме граници, пошто некогаш ги мешаме работите, мислиме дека што повеќе даваме од себе, толку повеќе ќе добиеме. Ама можеби во тоа време што си го определуваш времето за нешто посебно, си попродуктивен отколку да си ги мешаш работите, нели? Па мој начин на работа е кога правам некоја работа да бидам фокусирана и квалитетно да се заврши. Заврши таа активност и понатаму да преминам кон друга. Исто така битно е и делегирање на активностите кон тимот. Тимот треба да преземе соодветна одговорност, секој во својата област. На таков начин можеме да завршиме повеќе активности. Да, делегирање е една многу жешка тема, бидејќи од моето искуство со работа има луѓе кои многу тешко делегират. Не е тоа дека не веруваме или доверба, меѓутоа некогаш превземаме дека ние најдобро си ја завршуваме работата. Меѓутоа и тоа поставување на приоритети, колку што разбрав, е многу битно и поставување на цели, нели? Колку ние поставуваме уствари цели, бидејќи јас работам и со NLP техники, поставување на цели една цела тема, да кажеме, и обично ги прашувам луѓето цел и тогаш зборуваме повеќе за желби отколку за цел. Што е за Маја цел? Да, добро кажавте како битно е како ги поставуваме целите. Целите ги мешаме некогаш со желби, точно треба да дефинираме што е наша цел. Таа цел треба да има почеток и крај, да биде мерлива пред се, да биде реална, може смарт е така, на кратко кажано. Да, така секогаш не е само да ја поставиме целта. Целта ќе ја поставиме, ќе дефинираме добро, ќе дефинираме целта, но по мене клучно е преземањето на акции. Тоа е тоа. Значи, тоа е во се во животот. Се во животот, да. Таа цел може да биде некој поголема и помала цел, но верувам дека во рамки на таа цел може да си поставиме помали задачи, чекори, како да ќе стигнеме до целта. И да се навраќаме можеби секојдневно кон целта, што направив денес за остварување на целта. Да бидеме истрајни во остварувањето на целта. Да. Ако не посветиме доволно внимание, време, можеби секојдневно по некоја активност да завршуваме, мислам дека веројатноста за остварување е помала. Многу убаво кажано, да. За да прашам, мене ме интересира Маја, на пример, што прави нешто, што ја прави среќна или оф, да кажам, во некои посебни, мислам во секој дневние, кога би сакала да се исклучиш комплетно од сите обврски, што е тоа што те прави најсреќна? Да, секако верувам дека секој си има начин како да кажам да се сам со себе да се најде во некои моменти надвор од деловен свет, окружување од семејство. Мене ме исполнува цртање. Че тоа е мојот мир, кај што си го наоѓам. Мојот мир сама со себе. Сакам да цртам природа. Тука се одмарам. Убаво, значи од финансискиот свет во креативниот некако. Активирање на двете хемисфери мозочни. Многу убаво, Маја. Па кажи ми, која е твоја една карактеристика или неколку карактеристики кои те обележуваат и кои се според тебе клjuč за успех во твој живот?
Клучни за успехот во мојот живот може да ги издвојам вербата во себе, значи верувам во моите способности, понатаму упорноста, напорна работа и почитување на моите вредности. И преземање акција, тоа е преска многу убава, да. Бидејќи еве сега сме време и технологија и онлайн можности, има многу можности, мислам, има многу можности кои не купува или чита книги на интернет може да најдеме се, али тоа многу често дискутираме зошто не доаѓа до промена. Не доаѓа промена само од знаење. Потребно е многу да се превземе чекори. Колку Маја уште превзема чекори, колку се надградува и учи нови вештини, колку уште се развива? Развојот е еден процес кој што не застанува, доколку сакаме да бидеме во тек со случувањата и да бидеме активни учесници во општеството и во промените. Континуирано вложувам во личен развој, тоа особено ме интересира, не е само читање книги или било информациите не се достапни сега, на секаде се достапни, така да освен што нормално читам и применувам. Тоа е многу битно. Тоа е преземање одговорност од една страна за себе си и за тоа. Дали тоа го пренесуваш и кај твоите вработени? Или мислам дека го пренесувам, да се обидувам да го пренесувам, низ тие програми за едукација, активни програми за едукација каде што едукациите се насочени повеќе кон практична примена. Секогаш тежнееме да најдеме програми кои што по завршување на таа програма ќе бидат применливи. Значи, да. Супер се едукациите каде што ќе се мотивират работените, ќе помине некој период на едукација, ќе бидат мотивирани, ќе дојдат со некој позитивен елан натре во фирмата и тоа ќе некој време ќе помине. Да, но секогаш тежнееме да направиме работилници да донесеме луѓе кои што се можеби од областа, од осигурување, кои што имаат искуства, заедно со вработените да направат работилници, да сработат заедно и понатаму да има следливост од тие едукации. Тука мислам дека настануваат промените. А Маја, дали мотивацијата ти била и е уште тој финансискиот аспект, да кажам парите, или имало и нешто плюс што нон-стоп тебе некако те терало кон успехот? Да. Финансискиот аспект секогаш е битен, но по мене тој си доаѓа сам. Тоа е второ нешто што доаѓа. Прво, мојата мотивација е да постигнам нешто, да направам нешто. Да успеам. Тоа е моето внатрешно задоволство. Мојот развој. Тоа е таа внатрешна. Да, бидејќи многу често еве во денешно време некако сме ориентирани кон надворешни работи. Гледам и кај, да кажем, помлади луѓе, сакат тие материјални работи, меѓутоа тоа кратко трае. Тај адреналин кој што јас викам, кога ќе добијам нека нова скапа играчка, трае неколку дена, после излегува нешто друго и после пак очекуваме нешто. Како да ги мотивираме, мислам, како се искуството и со помлада генерација, да кажеме сега, еве, и таа Z генерација, како они се мотивират? Дали е повеќе внатрешна или надворешна мотивација? Се доста се поспецифични во однос на мотивација и задржување, се пофлексибилни и едноставно немаат можеби некоја потреба да се задржат на некое место полого време, така доста време посветуваме како да најдеме начин тие луѓе да ги задржиме, да бидејќи нормално тие се нашата една работна сила и треба да ги вклопиме во компаниите. Според моето искуство и моето видување, мислам дека оние дополнителни меки мотиватори тие се тие што ги задржуваат. Значи, условите за работа, комуникацијата, обкружувањето и така натаму. Таа и клима внатрешната која што се ствара. А како генерален директор на компанија, да зборуваме за вработените, ова глобализацијата, можности за многу, нели многу да конкурираш на секаде и да менуваш работа цело време. Дали за вас е предизвик за вработените, мислам за наоѓање на вработени, или од друга страна има позитивни аспекти пошто се надоградува цело време и доаѓаат може поспремни од некаде. Како го гледате тоа? Па добро, пазарот на трудот е отворен за сите, така и во наша компанија. Да, има движење, но сепак дека сметам дека со вложувањето во кадрот, компетентниот кадар е во компанијата и тука создаваме вредности. Пак е тука дека ви е внатрешно. Добро, Маја, а кои се планови за иднина? Дали планирате раст, развој, или тоа некако стихино доаѓа?
Или ништо не е пропуштено на случајноста? Па мислам дека не може да биде пропуштено случајност, треба секогаш има одредени планови како ги следиме трендовите, особено во наша индустрија, финансискиот сектор е доста динамичен. И секогаш и нашите клиенти бараат нешто и очекуваат. Очекувано е да имаат подобра услуга, производ било како. Така да континуирано сме кажам будни во однос на следење на новостите и преземаме активности да бидеме во тек со сите случувања. Следите пазар, али следите и кои се на македонското тржиште, што се новини кои се потреби. Дали разбрав добро? Да, значи следиме и надвор и тука кај нас и ставно доста не се значени информациите кои ќе добиваме од комуникацијата со нашите клиенти. Дали ги добиваме преку продажните канали или пак преку службите кои ќе комуницираат со постојните клиенти, тој фидбек од клиентите е многу битен. Тие ги собираме како информации и врз основа на тоа и случувањата на нашиот пазар и околината носиме одлуки како понатаму. И кој е ваше искуство, дали, кој е твое искуство, дали го поминаме тој мајндсетот на поранешниот или тоа начин на размислување, каде што бевме и малце скептични кон, да кажеме, тие животни осигурувања и осигурувања. Како е сега во Македонија? Да. Има развој, значи јас правам паралела пред 15 години сега, значи развој значаен има во сегментот на прифаќање на животно осигурување како потреба, нешто што е неопходно, но се уште сме далеко од развиен пазар. Имаме уште многу што да направиме. Ние сме фокусирани на едукација, значи пренесување на информацијата, но и одговорноста е кај нас, значи ние не очекуваме дека по нешто ќе се случи наеднаш и луѓето ќе прифатат или сами ќе барат така натаму. Одговорноста е кај компаниите за осигурување на живот. Така. Ние треба да ја пренесеме таа информација, да најдеме начин како да стигнеме до луѓето и правилно да се пренесе информацијата. И доверба, мислам дека кај луѓето е тоа доверба, бидејќи одредено време јас знам пред 15-20 години немаше многу доверба дека тоа е нешто што ни е корисно или дека може да има некој, меѓутоа сега мислам дека сосема е поинаку, па пазарот најверојатно ќе се менува и во следните 10, 15, 20 години ќе биде сосема различно. Маја, јас би сакала една порака, ние секогаш прашуваме нели успешни луѓе и вака би сакала една порака да кажам за помладите генерации кои сега сонуваат да постигнат нешто, но да се концентрираме повеќе кај женскиот дел, пошто нели повеќе притисок некако имаме во општество, тоа не е тајна, така да ти како жена вака како пример, дали би дала некоја порака за помладите, да кажам девојчиња за успехот во животот? Да веруваат во себе, да работат, значи квалитетот ќе излезе на површина, така со континуирана работа и доследност на поставените цели кои што ќе си ги постават, сум дека може да направат многу. И се почитуваат и може да го балансират и приватниот и професионалниот живот, и тоа е можно секако. Секако дека е можно, со добра организација може да се постигне. Поставување на цели, на приоритети, инвестирање во себе, многу. Тоа се заедно, значи мора да се развиваме како личности за напредок, значи било каков напредок мора да инвестираме во себе, да знаеме каде сакаме да стигнеме и што ни треба да стигнеме до таму. А од тука произлегува и потребата за едукација и личен развој. Еве и за на крај ќе те прашам, Маја пред 15 години, сега Маја, дали е поразлична? Па верувам дека сум проразлична. Многу. Али има уште простор. Има, да. Тоа е процес кој не застанува, тоа е мое лично искуство. Знаеш, мене уште ме прашува, одам на едукација, нормално се едуцирам, бидејќи имам многу новини во свет. Дали зошто уште одиш на нема крај. И да, и така и човечкиот развој, мислам дека нема крај. Фала ти, Маја, би беше многу пријатен разговор и многу убави пораки. Така што се надевам дека ќе не видиш гостини во некои идни емисии. Јас ти како благодарам за поканата, ми беше пријатно да бидам ваш гостин. Фала ти многу, Маја.